akademikot Blagoj Popov vo društvo na mladi matematičari. Tije se od Skopskite učilišta, ljubopitni za matematikata i evo jedna šansa poveke da dozna nešto poveke za ova interesna naučna disciplina. Da li vi imate neko prašenje kon akademikot Popov? Би сакала да го прашам академикот Попов нешто во врска со мојата идна ориентација во науката. Именно сега се определив да ја изучувам астрономијата, тек навлегувам во неа, меѓутоа имам и афинитет кон математиката, па би сакала да го прашам за нешто за мојата идна ориентација. Дали да се определам на дел од астрономијата што се нарекува астрофизика или астрометрија? И едниот и другата област представуваат современ интерес во областа на астрономијата. Секако астрофизиката е дел и од експерименталната астрономија, па ако вашата склоност оди кон експериментирање, тогаш би требало да се определите повеќе кон астрофизиката. Но и астрометриката исто така наоѓаат голема примена и представува домен кој што дава една добра иднина за еден млад човек и негов домен на интерес. Ова е еден надпреварувач од надпреварите по математика за Скопските училишта. Дали ви имате прашање кон академикот Попов? Па, јас уште од сега сум се определил за применената математика и моја намера е да се запишам на електромашинскиот факултет, поточно на електроника. Од вас би сакал да дознам за можностите на математиката во електрониката и во кибернетиката и компјутерската техника. Вие младите знаете денес повеќе за математиката и нејзината примена, отколку што тоа беше преди 30 и 40 години кога ние бевме студенти. Електрониката и математиката денес така се преплетуваат да не се знае каде завршува електрониката, каде започнува математиката. Затоа и областите на математика кои што навлегуваат во електрониката се повеќе и повеќе се шират. Така, на денешниот електроничар не може без современите области на математиката, како што се автоматика, теорија на автомати, а тоа е дел од алгебра, како што е функционална анализа, топологија и така натаму се современи области, да не зборуваме за теорија на веројатност, за компјутерство и слични области кои што се од домената математика, а кои што наоѓаат голема примена во електрониката. Вашето прашање? До вас, доктор Попов, докаде дојдена со бројот пи? Бројот пи е израчунат, ми се чини, ако не се лажам, на околу 2000 децимали со помош на современа компјутерска техника. Сосема конкретно. И уште едно прашање. Извинете, јас повеќе се занимавам со физика и би прашал, постојат две гранки, експериментална физика и теоретска физика. Во последно време теоретската физика се смета не таа е понова ваква гранка и таа најмногу се базира на математика. До колкава степен е значењето на математиката во теоретската физика? Теоретската физика исто така представува еден домен во кој што широко навлегуваат сите области од математиката. Така да секој математички институт има дел кој што носи назив теоретска физика. Математичарите наоѓаат голема домена и интерес и на своја работа во областа на теоретската физика, заради тоа што сите хипотези што ги ствараат теоретските физичари се базираат исклучиво на математика. Професор Попов, како што гледате, овие млади математичари се мошне љубопитни. Од нивно име и од името на сите други љубопитни по математиката, и јас би ве замолил да им дадете еден совет на сите млади математичари. Бидејќи сум во кругот на млади луѓе кои што покажуваат интерес кон математиката, им препорачувам уште повеќе да навлегуваат во математичките дисциплини, да биват во контакт почес со своите наставници, а и со нас во колку тие покажуваат интерес, така да можат нивните домени на интерес кон математиката, односно физиката, односно нејзината примена, да иде подалеку, односно да навлегуваат се пошироко и подлабоко во тајните на науката. Јас би ве замолил да им дадете уште едно упатство за тоа, дали е тешко да станат врвни математичари? Секако да е тешко, но ако имаат љубов и ако се определат за тоа и покажат упорност, резултатите нема да изостанат секако.
Profesor, doktor akademik Благој Попов, можне заслужно име на нашата наука. Меѓу првите професори на Скопскиот универзитет, прв доктор на науките на Скопскиот универзитет, меѓу првите академици на Македонската академија на науките и уметностите, сега научен секретар на МАНУ. Професор Попов, што за вас значи науката? Би можел да кажам дека науката за мене значи живот. Уште пред 30 години кога се определих за својот животен позив, тоа беше изучавање на математиката на еден научен ниво. Во текот на своето школување, изучавајќи многу науки, осетив своја склоност кон природните науки, посебно кон математиката. Видов дека тука постојат многу тајни, многу интересни работи за кои што јас покажав посебен интерес. И во текот на своето определување, животно се определив за изучавање на наука која што се вика математика. Таја ме привлече со многу своји интересни теореми, хипотези, своји научни откривања. Видов дека математиката навлегува во сите други науки. Дали е тоа техника, дали е тоа физика, хемија, биологија, во поново време тоа се и медицина, и економија, статистика и така натаму. Осетив дека сите оние закономерности кои што се јавуваат во тие науки се базираат на математиката. И осетив дека тоа е едно поле во кое што може човек да најде свој интерес во животот, да твори, да работи и да допринесе со нешто ново. Професор Попов, во дисертацијата вие математички обработувате некои проблеми што имаат космичко значење, ако така можам да кажам. Дали тоа значи дека вие со математичките теореми и другите феномени се занимате на рамниште што излегува надвор од применатата математика, или се повеќе се ориентирате кон онаа математика што има непосредно, па би рекол и производствено значење? По својот интерес се упатив кон теориска математика, но секогаш ме занимаше и нејзината примена. Затоа и најнапред започнав да студирам електротехника. Со тоа што значи требаше да дојде до израз примената на математиката во природните науки и нејзините феномени. Затоа и мојата докторска дисертација беше усмерена кон проблеми кои што навоѓаат своја примена, односно адекватни на она што го бара животот. Доменот со кој се интересира, со кој обработував докторската дисертација беше диференцијални равенки, а познато е дека целата апликативна математика, така да може да се каже, почива на таа област од математиката. Посебно, диференцијалните равенки наоѓаат примена, како што рекоте, и во космонаутиката, во техниката, во електротехниката, во градежништвото, во економиката и така натаму и така натаму. Професор Попов, јас би ве замолил да прокоментирате една дилема која порано се јавуваше во поголеми димензии, а сега ја има, меѓутоа се уште во мощне намалени димензии, а тоа е дали техниката го дехуманизира животот на луѓето или не? Видите, ако се исклучиво работи за технички инструменти и ако техниката поставува за себе си цел, сама за себе си, мислам, тогаш секако тоа значи една дехуманизација. Според тоа, ние секогаш треба да имаме во предвид, а социјалистичко општество тоа го дава и дава можност за тоа да човекот биде во преден план. Што значи тоа? Тоа значи да машината му служи на човекот. Во онаа смисла дека човекот е приоритетен. Тој определува што машината ќе работи, како ќе работи, со кој капацитет, во која насока и така натаму. Вие рекоте дека 30 години се занимате со истражувачка работа. Тоа е достатно искуство за да можете да определите еден концепт и да им понудите на новите следбеници во науката. Што значи тоа да се занимава човек со наука? Какви се тие жртви? И каков распоред на времето е нужно во текот на секојдневието за да одите во трендот со подемот во науката? Пред се, науката е многу убава работа, за да тоа што човек се движи во нешто непознато и чувствува дека и сам допринесува за откривање на некои тајни од животот, тајни од природата која што не обкружува. А знаеме дека стремежот на секој човек иде кон тоа да се занимава со нешто што неговата мисла
ја уфрлува во неоткриени области. Од друга страна, познато е дека науката бара човек, или како што рекол Павлов, ако има и два живота, и тие ги бара. Заради тоа што човек треба, занимавајќи се со природата, треба непрекинато да биде во мисла со неа, а тоа значи и кога работи конкретно на проблеми од науката занимава, и кога е надвор од тие проблеми, пак во мислите свој да живее со тие проблеми, да изнаоѓа нови модели, да изнаоѓа нови теореми, нови правила, или пак да проникнува во нешто непознато. За младиот човек тоа е од една страна сатисфакција, бидејќи се наоѓа во доменот на непознатото и тој допринесува да открива непознати вистини, а од друга страна бара и жртви заради тоа што го бара целиот негов живот. Професор Попов, вие цитиравте едно име на науката, јас ќе цитирам друго, тоа е Никола Тесла. Паметам дека тој кажа дека од 1000 пронајдоци еден е добар, од 1000 добри еден е примерлив. Дали тоа значи и за математиката? И во математиката е тоа исто. Се работи широк домен, се работи од многумина луѓе, многу резултати излегуваат негативни, многу резултати излегуваат некоректни, а во многу домени тоа се и усавршува. Што тоа значи? Тоа значи дека во науката и негативните резултати допринесуваат кон нејзино унапредување, а денешниот пак ниво на науката е таков да бара од научниците да докажуваат и оние резултати кои што не се можни било во нејзината примена, било во нејзината хипотетичност. Дали тоа значи дека вие кога тргнувате кон поставување на проблемите, тргнувате од еден знак прашалник, од нешто непознато? Секогаш нешто се согледува, а многу повеќе има непознато. Нашите напори одат кон тоа, еден корак, два корака, според моментот, според силите, според способностите на научниот работник, тој корак да се направи. Во овој портрет за вас, за вашето научно творештво, може богато, може широко, може разновидно, а сепак специализирано во една потесно подрачје што се вика математика или математика технички науки, математика применети науки. И јас би ве прашал, која е вашата друга преокупација освен математика? Па ја не знам што би можел да ви кажам на ова прашање, бидејќи на стручен план јас сум ангажиран како наставник по математика и целото слободно свое време го користам за запознавање на нови математички откривања. Вториот дел е тој дека сум ангажиран и на општествен план. Јас сум моментално секретар во Македонската академија на науките и декан на математичкиот факултет. Тоа ми одзема доста време, така да можам да ви кажам дека не наоѓам просто слободно време, чак ни за годишен одмор. А дали наоѓате време за наука? За наука се помалку, но настојувам да не изгубам контакт со неа, бидејќи сметам дека должностите кои што ги зазеам се наоѓаат на таква позиција да се менуваат по 2 и 3 години, кога јас треба повторно да се вратам на својата должност основна, а тоа е наставна научна дејност. Дали вие согледувате нешто ново во математиката со појавата на електрониката? Па математиката од својот почетоци и шири доменот на својот интерес, а во последните 200 години таа ја направи, како што гледаме, и револуција со индустријскиот развој на човештвото, а во последните 30-40 години и со пронаоѓање на некои електротехнички материјали, компјутерската техника постигна завидни резултати, така да ние денес можеме да кажеме да математиката открила многу, но и останува уште многу голем домен за работа. Би ве прашал, каков профил на математичари вие би сакале да создава факултетот, вие сте декан на тој факултет, образовниот систем, за да може тие да се вклучат пошироко во научниот потенцијал што ќе создава вредности? Па, оваа реформа на универзитетот која се спроведува, во која што сме ние вклучени, и повеќе членови на академијата, ја разбираме баш во одраз на нејзиното наставна и научна работа. Тоа значи да профилите на стручњаци кои што треба да ги дава нашиот факултет, конкретно математичкиот факултет, треба да бидат онакви како што денес ги бара нашата
нашето стопанство, нашата земја. А тоа значи дека во минатото факултетите спрема исклучиво наставен кадар за средните школи и за факултетите. Во овој момент имаме се повеќе побарувања и од стопанството. Вие знаете дека во последно време, тоест последните 20 години, е развино високо компјутеризацијата, тоа значи да кибернетика и информатика да се повеќе навлегуваат и во останатите гранки на стопанството, во останатите науки, а се осеќа потреба во нашата република од таков вид на стручњаци. Во таа смисла, Математичкиот факултет изврши реконструирање на својата програма и даде еден, односно два смера, кои што ќе приготвуваат стручњаци баш од ваков профил. Професор Попов, што треба да направиме за да можат компјутерите, што вие сега ги спомнавте, да станат секојдневие во нашиот стопански развој, научен развој, во системот на банките, кредитирањето и другите феномени на животот кои што, според мене, не би можело сега да се замислат без една поголема примена на компјутерите. Тоа е она што ние настојуваме да го учиниме во нашата република и што е присутно во целокупниот научен живот. Она што го викаме математизација на науките. Вам ви е добро познато дека математиката денес не е присутна само во физиката или во техничките науки, туку и во економиката, во медицината, во биолошките науки и така натаму. Тоа значи дека програмите на сите средни школи, на високи школи треба што повеќе да абсорбираат математичко знаење. Во таа смисла се чинат кораци, мислим се чинат напори и е успеано доста и во идниот период уште повеќе ќе се осмислат тие програми, во таа смисла да и компјутерството навлезе и во другите наставни програми, мислим, на другите факултети. Што би рекле вие, како би го замислиле светот, да речеме во 2000 година, кога ќе доминираат компјутерите за кои што се искажавте вие пред малку, кога математиката со своите импулси ќе делува врз развојот и на науката, и на стопанството, и на животот воопшто? Јас мислам дека математиката врло активно учествува во она што го викаме хуманизација на овој свет. Од една страна, хуманизација на трудот, од друга страна и ослободување на човекот од сите тешкотии. Математиката е таа која што помага на техничките науки, а денес и на економските, и на биомедицинските и така натаму, да тие одат така напред, да човекот во 2000 година ќе биде ослободен од многу тешкоти, од многу проблеми кои што денес ги има, неговиот живот ќе стане полесен. Јас мислам дека ќе има тогаш многу повеќе време за своји лични задоволства, ќе се намали работното време и на сите работници, и физички, и интелектуални, така да очекуваме еден подобар свет. Вие спомнавте дека Академијата ќе се вклучи во еден проект за заштита на човековата средина. Меѓутоа, интерес на Републиката представува и енергетиката, развојот на технологијата или развојот на применетите науки во целост. Како Академијата преку новите одделенија ќе се вклучува во тие развојни процеси на Републиката? Македонската академија науки е едно од местата каде што се занимава, каде што се бавиме со наука. Меѓутоа, таа се јавува и како еден координатор во Републиката со оглед на нејзиното место и со оглед на нејзиниот состав. Тоа значи дека во Македонската академија на науките имаме стручњаци од различни профили, кои што на известен начин добиле признание од Републиката и кои што мислиме дека се и надлежни да се занимаваат и да ги дадат своите мислења. Републиката во таа смисла даде можност преку новиот закон за Македонската академија да сите проекти кои што Републиката ги прифаќа, мислим, Извршниот совет или Републиката заедница за наука, минати преку собранието на Македонската академија на науките, која што ќе си дава своje мислење. Во таа смисла и овие проблеми што вие ги споменувате, кои што се централни денеска, тоа се проблеми на енергетика, проблеми на сировински материјали, проблеми на компјутери, ќе дојдат и пред академијата и тука таа ќе има можност секако да го искаже своето мислење, кое што ќе биде едно од мислењата во нашата република, секако и ќе биде ценето. Дали во рамките на Југославија е остварена достатна координација меѓу академиите, што ќе придонесува за натамошен развој на науката во рамките на целата земја? Во Југославија се чинат секој ден напори во таа смисла да по децентрализација на фондовите на Републиката на Федерацијата за науката имаме и заеднички проекти.
Советот на академиите во својот состав има околу 40 одбори кои што работат на југословенски план по различни проблеми кои се од интерес за целата наша земја. Во таа смисла се формирани и одбори баш за енергетика, во која што имат делегати сите членови на Советот на академијата, значи сите академии, и во кој што имаме и ние своји делегати. Така да нашиот пододбор на академијата учествува преко својот делегат и во Југословенскиот одбор за енергетика. Професор Попов, што треба да направиме како научен потенцијал, како треба да се организираме или дали сме организирани, да го сублимираме сето она што во светот се јавува како ново и по-револуционерно во развојот на науката, техниката и технологијата, а во исто време и да го понудиме она што кај нас се јавува како еден потенцијал, како сознание, како моќ. А свесни сме дека без асимилирање на знаењата во светот нема напредок и во нашата средина. Македонската академија на науките и во таа смисла инициира, помага и дава своји насоки во прибирање на млади кадри во различни институции или во проекти кои што таа сама ги организира, така да светските знаења бидат пренесени на овој терен, да тие бидат и реализирани низ различни проекти, односно да се усвојат и од нашата средина, дали тоа ќе биде во стопанството, дали тоа ќе биде на факултете преку настава, тоа се различни видови и различни форми на пренесување знаења од светот во нашата средина. А дали математиката во таа функција, како што вие сега ја детерминирате, ќе делува пополека да се бришат разликите меѓу умствената и физичката работа? Математиката и денес во таа насока делува, викам, непосредно, бидејќи таа е помошна наука, иако основна, таа ја помага на сите овие науки што ги спомнав порано, да одат напред, а на тој начин и на човекот му помага. Во последно време станува можно актуелно да изградиме еден информативен систем кој што ќе му помага на самоуправниот развој, меѓутоа и на развојот на науката и воопшто за информирање на јавноста за сето оно што се случува во сите области и домени на животот. Какво е местото и улогата на математиката во изградбата на тој современ модел на информативен систем? Па информатиката е дел од математиката. Тоа значи дека немаме современа информатика без компјутери, а тоа значи без математичари. Затоа и инженерите кои што денес ги формираме во насока на информатика треба да имаат што повеќе знаење од математика. А знаењата денес и капацитетите на научните познавања во светот се така големи да без една современа информатика тие не може да бидат своина ни на една земја, ни на една средина. Во таа смисла, мислам дека во нашата република се малку заостанува, но идниот период секој ќе донесе корекции во смисла да се формира информационен центар, да наставите на техничките факултети и на математичкиот факултет што повеќе дадат елементи за формирање на модерни профили од стручњаци кои што ќе оваа гранка се повеќе развиваат и истовремено во онаа смисла во која што вие сугерирате да ја вклучат информатиката како дел од производството современо во нашата република. А дали тој центар за кој што вие сега укажувате ќе биде способен да конзервира информации за да можат во секој момент да дојдат при рака при една посуптилна истражувачка или проектантска работа? Секако тоа е една од првите задачи кои што се поставува пред еден таков центар, сите познавања од најразлични области на науките да бидат абсорбирани, да бидат конзервирани во тој информационен центар и по најкус пат секој стручњак да може да дојде до тие податоци за да може да ги користи. Тоа е една од основните задачи на информациониот центар. Професор Попов, јас ви благодарам и за разговорот и за тоа што возможивте широката јавност да се запознае со вашето творештво, а и за она што го дадовте како прогноза, се разбира охрабрувачка за натамошниот развој и на науката и на општеството. Благодарам.